Околу 10% од населението во земјава страда од бубрежни заболувања, додека 160 пациенти се на активната листа за трансплантација на бубрек. Здравствените институции информира дека се работи на подобрување и олеснување на трансплантацијата на бубрек и дека се подготвува нов закон. Со овие измени се проширува семејниот круг на лица кои можат да донираат бубрек како живи донатори. Жена може да донира на сопруг, но прв братучет не може да донира бидејќи е четврто колено. Токму во таа насока се тие измени да се направи делови во живата трансплантација, каде што ќе се зголеми прагот, односно колената кои што ќе може да трансплантираат, ќе бидат донори на бубрек на самите пациенти на кои што им е потребно. Така да во таа насока, во однос на тоа кое колено може да донира, тука се прават тие законски измени за живата трансплантација. Националната координаторка за трансплантација истакна дека често се појавуваат проблеми и во случаите кога станува збор за починати донори, бидејќи семејствата првично даваат согласност, но подоцна кога се е подготвена во операционата сала се предомислуваат. Таа апелираше за подигнување на свеста за донирање органи, особено од починати донатори. Апелираме секој да си размисли за себе, пред се за себе, да разговара со своето семејство, да го искаже својот став во однос на органодарителство после смртта. Нема ништо поблагодарно и поблагородно од тоа да се спаси човечки живот во момент кога еден човечки живот. Министерот за здравство Алиу се надева дека до крајот на април законот ќе биде подготвен и ќе биде изгласан во собранието. Мислам дека законот до крајот на април ќе биде веќе завршен како процедура и во парламент и ќе биде изгласан, и се надам дека после тоа со таков тип на пристап, мислам дека ќе треба да биде олеснет тој пристап до донор. Во Македонија, околу 85% од пациентите со терминална бубрежна инсуфициенција се лекуваат со хемодиализа, додека околу 15% со трансплантација на бубрек. По тој повод беше упатен апел за зголемување на свеста за важноста на трансплантацијата како чин што спасува животи и представува највисок израз на човечка солидарност.